Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 40-тото издание на емисијата ТВ 103, специализирана радио емисија посветена на актуелните ТВ серии кои што имаме можност да ги погледнеме и да ги анализирам во текот на секое засебно издание на оваа емисија, а денес ќе ви говорам за една ТВ серија во која главниот акцент е ставен врз воспоставувањето на соработката и пред се човечкиот сооднос помеѓу екипажот на ракетата Атлас, која што има за цел во тригодишната мисија да слета на Марс и екипажот на тоа летало да биде да всушност луѓето од екипажот да бидат првите луѓе кои што стапнале на црвената планета. Секако летот воопшто не е лесен и постојано се соочуваат со предизвици кои не им биле предвидени пред полетувањето, соочувајќи се пред се со губитокот на воздух и вода, односно основните елементарни човечки потреби, и станува збор за астронаутите од серијата Away, кои ги оставаат животите на земјата и одлетуваат во животозагрозувачката мисија, пред се за да стапнат таму, кај што досега нема допрено човекот. На почетокот на емисијата слушнавме две композиции од Pink Floyd, односно слушнавме What Do You Want From Me и High Hopes, односно тоа се две прекрасни композиции кои се наоѓаат на албумот The Division Bell од 1994 година, 13-ти албум на гигантите на прогресивниот рок-н-рол, издаден за EMI во Европа и Колумбија во Америка. Боб Ezrin и Дейвид Гилмор се продуцентите на албумот, издаден е по A Momentary Lapse of Reason од 1987, но пред заборавливиот The Endless River од 2014, Дейвид Гилмор и Роджер Рајт се носители на содржината на овој албум кој што говори за меѓучовечката комуникација и нејзиниот престанок, иако нели таа може да реши многу заемни проблеми кои што се јавуваат на земјата. На овој албум го нема Роджер Уотерс и Гај Прет и Ник Мејсон се ритам секцијата на ова прекрасно издание, потпомогнати се разбира од лириката на Поли Семпсон, реферирајќи го звоното кое се користи во британскиот парламент за отпочнување на и завршување на седница, и се сеќавате на обвивката пред се на фотографиите на двете лица фотографирани во профил, кои што разговараат на среде ливада и со нивната пред се комуникација се создава и образува третиот лик кој што говори за нивното заемништво. Така што од ова издание ги слушнавме композициите, како што веќе напоменав, What Do You Want From Me, High Hopes, а во продолжение традиционално слушаме една композиција од Rage Against the Machine, заради тоа што сте безобразни, тешко ви доаѓа да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ќе ги слушаме Rage Against the Machine, ја преслушуваме во целоснивната дискографија со надеж дека овој кошмар кој што живееме ќе заврши што е можно побрзо. Дојдени сме до албумот Renegades и ќе слушнеме композицијата Beautiful World, која што таа е дојдена на ред и се вклопува и со самата тема за која што ќе ви говорам, и баш поради тоа концепцијски музиката се обидував да соодветствува на прогресивни делници кои што допираат до доживувањата надвор од самата земја и со надеж дека нели ќе иницираат соодветно поимање на универзумот преку нотите кои што ги имаат создавано овие прогресивни рок-н-рол бендови. Така што доколку сакате да дознаете со кои проблематики се соочуваат космонаутите на Атлас, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со незиното 40-то издание, посветено на ТВ серијата Away, односно станува збор за научно-фантастична драма, која што е стриминг ТВ серија, работена за Netflix, продуцирана од страна на Ендрю Хиндерекер, односно кој го знаеме како сценарист на Penny Dreadful, на Pure Genius и пилот на престојната ТВ серија Let the Right One In.
ако треба да ги набројам сите серии кои се продуцираат за овој стриминг канал, ќе останам 3 денови во радио, но затоа ќе ви ги наведам неколку, ајде да речеме, серии кои што се работени оваа година, започнувајќи од Firefly Lane, од Behind Her Eyes, Ginny and Georgia, The One, за кое што ви говорев во една од епизодите на TV103, потоа Zero and Chill, Shadow and Bone, Jupiter's Legacy е последната суперхеројска серија на ова платформа, потоа комедиите The Crew, Country Comfort, That Stop Embarrassing Me, анимето Pacific Rim, The Black, потоа Dota Dragon's Blood, The Way of the House Husband, неанглиските Абла Фахита, односно Drama Queen, Dealer, Tribes of Euphoria, Zero, Ragnarok, Sexify, Invisible City, Daughter from Another Mother, Sky Rojo, Who Killed Sarah, The Innocent, Fatma, документарните History of Swear Worlds, Pretend It's a City, Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer, Spycraft, We Are the Brooklyn Saints, Crime Scene, The Vanishing of the Cecil Hotel, Age of Samurai, Battle for Japan, Murder Among the Mormons, Nevenka Breaking the Silence, The Houseboat, Last Chance U, Baseball, The Sons of Sam, Descent into Darkness, ајде. Значи, има уште десетина серии кои нема да ви ги напоменам, затоа што почнав да се чувствувам како брадата да ми расте на лицето додека ги бројам овие наслови. Преголем е избор, значи, на серии кои што се појавија на Netflix само во првиот квартал на годината. Квантитет од секогаш имале, сега уште повеќе, нели, со збогатувањето на библиотеката, но дискутабилен е квалитетот во сето она што ви го набројав, со оглед на тоа што, нели, цела да биде популистички стриминг сервис, што може и да го да се погледне оваа година. Во најавата им се Halston, Sweet Tooth, Sex Life, The Up Halls, Love, Death and Robots втората сезона, и новата сезона на Castlevania. Потоа ги имаме Move to Heaven, High on the Hawk, How African American Cuisine Transformed America и уште многу други серии. Хиперпродукцијата на Netflix на страна да се фокусираме на Away, чија што прва сезона броеше 10 епизоди со време трајање од 50 на минути, што значи дека ви се потребни 8 часови за да изгледате во целост. Голем временски залак е тоа, но сепак нуди и задоволство. Епизодите гласат Go, Negative Return, Half in the Sky, Excellent Carrots, Space Dogs, A Little Faith, Good Night, Mars, Vital Signs, Spectre и Home. Беше објавено во целост на 4 септември 2020 година, а во октомври беше објавено дека нема да биде продолжена за втора сезона. Знаете дека јас сум поборник на емитување на сезони во целост, затоа што јас сакам да одвојам слободно време за целосно да се препуштам на понудениот свет, а не да ја се задоволувам епизодно, односно секоја недела помалку, заборавајќи што сум гледал, и го преферирам објавувањето во целост, бидејќи ми нудеше можност да ја преполувам и да ја гледам во два наврати, ден по ден, што ми остави многу посилен впечаток, доколку би ја, за разлика од тоа доколку би ја цепкал, нели, на одреден пролонгиран временски период. Иако минатата година беше, нели, излезена, јас дури изминатите недели одвоив време за неа. Во серијата станува збор за екипажот на мисијата на леталото Атлас, која што полетува од земјата и има 3-годишна мисија да пристигне на Марс, предводена од космонаути од различна националност, кои мораат да најдат заеднички јазик и да соработуваат, составени од интернационална екипа на кинеска хемичарка и индиски ботаничар, односно се извинувам, британски ботаничар со потекло од Гана, кој претходно нема стапнато во Вселената, за разлика од рускиот космонаут кој пола живот поминал во космос, потоа индиски доктор кој е втор командант, а командантка на екипата и предводник е космонаутката Ема Грин, глумена од Хилари Свонг, која го заменува незиниот сопруг кој требало да лета на мисијата, но од медицински поводи тој е заменет, нели, и кореспондира со неа од земјата. Екипажот се сомнева во способноста на Ема да го предводи тимот, затоа што радо би останала со незината фамилија на земјата отколку да лета во космосот.
Серијата ја истакнува пред човечноста, односно потребата да која ја имаат луѓето едни со други, за да си се најдат помеѓу себе и да бидат од помош, односно да соработуваат како добро подмачкана машина, носејќи се со надоаѓачките предизвици кои се присутни во Вселената. Серија за надеж и надминување на невозможните ситуации, барајќи спасение во импровизираните потфати кои што ги смогнуваат за комплицираните ситуации во кои се наоѓаат. Серијата прикажува на што е способен човекот кога ќе биде ставен во екстремни услови, кога ќе му бидат ускратени основните ресурси како воздух и вода, но пред се како ќе се носи со одвивањето на земниот живот без нивното присуство во него за временскиот период во кој се отсутни овие ликови од земјата, додека животите на членовите на фамилијата, блиските и саканите продолжуваат да се одвиваат без нив. Тие имаат комуникација до одредена мера, но секако дека тоа не е исто. Индусот е натежнат од аманетот на неговиот брат, ботаничарот со потребата да ја донесе вегетацијата на Марс, фамилијата на русинот е револтирана од неговото отсуство, а има треба да се носи со подвизите на нескротливата тинејџерка која почнува да се бунтува против таткото во количка, додека мајка и лета во космосот, а кинезите се срамат тоа што лесбејката ги представува во мисијата, кои имаат наредби со неа да не го покажува лицето под кацигата на Марс, на што таа ќе се побуни. Инспирирана е од напис на космонаутот Крис Джонс во Esquire. Тој е авторот на мемуарот Too Far From Home, A Story of Life and Death in Space. Снимена е во Северен Ванкувер започнувајќи од август 2019 до февруари 2020. $6 милиони ги чини една епизода на епизода на Netflix, иако во периодот на незиното појавување таа завршува наводно на првото место на гледаност на Netflix. Тоа се манипулативните топ-листи кои што без никаква фактографија се објавуваат од страна на стриминг сервисот и за 6 недели по појавувањето да биде наградена со нејзино откажување. Не дека не може да се стават актерите во карантин заедно и без тоа се снима вселенски брод и команден центар и по некој кадар во домовите, се снима во интериери и може да се реализира на сет секако. Едноставно $60 милиони е прескапа инвестиција за Netflix, кога се истите пари можат да купат 10 шпански и 10 турски серии, односно отколку да ги трошат на создавање на визуелни ефекти, кај што Хилари Свонг ќе се пентари на самата ракета. Истата судбина ја доживеа и Glow, The Chilling Adventures of Sabrina, Dead to Me, Ozark, Altered Carbon, Teenage Bounty Hunters, The Dark Crystal Age of Resistance, The Society, I'm Not Okay With This. Значи, тоа е судбината која се случува со проекти кои што се прескапи за одржување. Извршни продуценти се и Едвард Звик, Мет Ривз и Джесика Голдберг на оваа серија, и серијата која колку што е за патишествието на мисијата и проблемите кои што искрснуваат на ракетата, толку е и за нарушените човечки односи на ликовите кои не можат да бидат на две места паралелно, колку и да го посакуваат тоа. Од 50 на мисии кои што се изведени на Марс, само 26 биле успешни до сега. И пуштено е и роверче да земе примероци од почвата која што требаше прилика февруари да пристигне на планетата, меѓутоа човечка мисија се уште нема стапнато на Марс, така што оваа серија е пред реалноста, ако ништо друго ја претикнува за кратко, да се надеваме. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, односно во продолжение ќе слушаме композиции кои се наоѓаат на албумското остварување The Sky Moves Sideways од 1995 година на Porcupine Tree, трет нивен долгосвиречки албум, ако не се лажам, продуциран е од Стивен Уилсон, по кој сите букви во овој бенд дефинитивно е и од алфа до омега. Го избрав овој албум од богатата им дискографија, затоа што на структурално рамниште е премногу сличен со Wish You Were Here на Pink Floyd. Албумот е издаден за Delirium, ако не се лажам, и може да се забележи таа тенденција да се чекори постапките на своите идоли. Пред се албумот е издаден по
Downstairs од 1993 година и издаден е пред Signify од 1996, иако албумот е насочен кон небото и има една иманентна потрага во себе си, задржувајќи течение низ композициите кои што се фрагментирани на ова издание, така што создадени се од неколку кратки партитури за да се оформи една целина која што е многу слична во поделбата како Wish You Were Here. Затоа ќе слушнеме композициите од средиштето, да не ги двоиме првата и последната песна, така што ќе слушнеме Stars Die, Moonloop и Dislocated Day, кои што исто така говорат за, можеби не летањето на Марс, меѓутоа летањето на месечина секако. Така што продолжение слушаме одличните Porcupine Tree и потоа се враќам во етер да ви говорам за престојните актери, актерки кои што глумат во серијата Away. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ103 со своето 40-то издание, посветено на научно-фантастичната драма Away, односно ТВ серијата за која што ви говорам во оваа емисија, односно станува во овој сегмент на емисијата сакам да ви потенцирам за актерите, актерките, односно ликовите кои што ги глумат во Away, која е предводена од Хилари Свенк, која ја знаете од филмовите Fatale, The Hunt, I Am Mother, глуми во Logan Lucky, во The Horseman, во P.S. I Love You, во The Black Dahlia, $1 Million Baby, 11-14, The Core, Insomnia, Boys Don't Cry и во еден од сезоните на Beverly Hills. Таа ја глуми Ема Грин, односно астронаутка на НАСА, која е командантка на мисијата на Марс, на бродот Атлас. Таа отсуствува од збиднувањата на Земјата помеѓу незиниот сопруг Мет, кој што завршува во количка поради детерирачка болест, и незината ќерка Лекс, која е во фаза на тинејџерско бунтовништво и се заљубува во момче со моторцикл и ниту еден од тие настани текови не може да присуствува Хилари, односно само во дадени ситуации преку пораките, а во други ситуации преку видеочет може да на кратко барем да разговара со членовите на незината фамилија. Хилари Свонк е одличен избор за оваа улога, со оглед на тоа што и самата актерка од секогаш сакала да биде космонаутка како мала, така што се има дополнително посветено и на совладување на лебдењето со помош на безтежинскиот простор, односно летањето со помош на жици и секако во крупен план знае да си ги исцрта емоциите на незиното лице, така што таа е погодна актерка за оваа улога. Покрај неа во серијата глуми Джош Чарлс, кој што го знаеме од The Loudest Voice, за него ви говорев во таа серија, потоа глуми во Medal of Honor, во The Drowning филмот, во Норман, во The Good Wife серијата, Masters of Sex in Treatment, глуми во Dead Poets Society и Hairspray. Него го знаеме како Мет Логан, односно сопруг на Ема, инженер на НАСА, која поддржува мисијата на Ема од контролниот центар во Хјустон. Тој исто така е астронаут кој поради церебралната болест е приземен да не лета, но да асистира при летото од земјата со неговите сугестии пред надоаѓачките предизвици. Тој мора да бира дали ќе остане во болница, кај што има најсовршена апаратура и тренери и ќе биде побрзо закрепнувањето во рамките на самата болница или ќе се врати во домот кај што поспоро ќе се здравува, но ќе има каква таква улога во животот и ќе има надзор пред се на случувањата на животот на ќерката заради тоа што мајката лета во Вселена. Буквално. Така што тоа е пред соодветна дилема во оваа серија, меѓутоа секогаш е тука за неговата сопруга во каква незгода и да се соочи надвор од земјата. Покрај него во серијата глуми Вивиан Ву, која знаеме од Knockout, од Shanghai Blue, од Strange World, потоа од The Last Emperor и од филмот за нинџа желките. Лу Вонг е нејзиниот лик кој што глуми кинеска космонаутка, хемичарка која имала врска со преведувачка во НАСА, Меј Чен, која ја игра Надја Хата. Лу се наоѓа во брак без љубов со незиниот сопруг со кој што има дете, но ја сака Меј. Таа има судери со кинеската влада, која не ја дозволува да го покаже незиното лице на заедничката фотографија која што ќе прават на Марс, наредби кои што послушната Лу Вонг во
последен момент решава да ги одбие со некакви реперкусии дека ќе има и за тоа, бидејќи знаеме како Кина реагира на непослушност. Потоа во серијата глуми Марк Иванир, кој што го знаеме од Ностровија, од New Pope, глуми стои во филмот Каджилионер, глуми во другата космонаутска серија For All Mankind, глуми во Бери, во Homeland, во Банраку, во The Terminal и во култниот Шиндлерова листа. Позајмувал гласи за доста игри. Тој е Миша Попов, односно руски космонаут и инженерот на леталото Атлас, кој е најискусниот патник во Вселената, плаќајќи за неговата експертиза со жртвувањето на врската со фамилијата поради кариерата. Неговата ќерка му е лута поради тоа, затоа што тој бил во Вселена кога умрела неговата жена и повеќе во Вселена отколку на Земјата. Човекот со најхумористични реплики во леталото, кој што го губи видот како еден од тие нус појави од предолгото лебдење надвор од Земјата. А то Асандо, кој што го знаеме од SF серијата Tales from the Loop, од Altered Carbon, од X-Men Dark Phoenix, од Blood Diamond, од Jason Bourne Vinyl, од Django Unchained на Тарантино. Тој е Квези Уейсберг Абан, британец со потекло од Гана, кој се декларира како евреин, ботаничар во првата своја мисија надвор од Земјата, космонаут дебитант, што би се рекло. Роден во Гана и посвоен израснато од британско семејство, откако починале неговите родители од раѓање, джентлмен и како и таков ќе си остане на почеток крајот на серијата и подценет иако ќе биде на почетокот од неговите колеги кои што имаат поголемо искуство. Интересно е да се види како тој ќе се соочува со бестежинските предизвици. Рај Пантаки, кој што глуми во South Red Notice, во Марсела, во Gangs of London, во Колет, во The Man Inside, е капетанот Рам Арија, односно пилот од Индија, кој е втор командант на бродот, кој исто така е медицинско лице, оддалечен од фамилијата и гај љубов кон капетанката, која што нема да дојде до реализација. Талита Бейтман, која глуми во Countdown, во Love Simon, во Geostorm, во Annabelle Creation и The Fifth Wave, глуми Алексис, односно Лекс Логан, тинеџерката на ќерка на Ема и Мет, која е во период на бунтување против родителите, кога незината мајка и е најпотребна за доверување, таа лета надвор од Земјата, затоа што се соочува со раѓање на симпатии кон момците, а мајката би се вратила на Земјата во моментот кога таа ќе стане полнолетна. И да не го заборавиме тука, Майкл Патрик Торнтон, кој што глуми во Counterpart, во Елементари, во ТВ серијата The Exorcist, тој го глуми доктор Путни, односно психологот на Ема, кој се обидува да ја одржи незината волја во живот и желба за комплетирање на мисијата во целост, но и да биде од помош во процесот на носталгичарење надвор од Земјата. Така што тоа е рамото за плачење, ако во најмала рака. Епизодни улоги имаат и шефовите на мисијата во НАСА, како и командантот кој е замена за Ема на Земјата, Златната резерва, како и пријателката на Ема, која ја презема незината улога на маќеја на Земјата, кој исто така га илузии кон незиниот сопруг. Така што во кратки црти ова се ликовите кои што ја предводат серијата. И тука ќе направиме кратка музичка пауза, именно во продолжение ќе слушнеме композиции од култниот албум Anima на Tool од 1996 година, вториот нивен долгосвиречки албум, издаден за Zoo, односно Вулкано, продуциран од Девид Ботрил, издаден после Undertow од 1993 и пред Survival 2000 и Lateralus, кои што следуваат по него. Играта од зборови на латинските анима и медицинската енема е вочлива, кај што може да се забележи игривоста на Майнард Джеймс Кинан, албум посветен на комичарот Бил Хикс, од кого има дури и аудио изводок во планирањето на третото око, ако не се лажам. Албум кај што се тематизира употребата на кетамин, трипањето на Тимоти Лири, религиозниот фундаментализам и ритуалната обредна магија. Албум од енорни 80 минути, меѓутоа ниту една не е залудна на него, исполнет со интермеца кои ги врзуваат композициите и секако тука е рецептот кој прераснува во магиска инкантација без јајца на сатаната, познат по
лентикуларната паковка е овој албум на самиот диск, кај што има слоевитост на сликите во кои се погледнати под лупа. Според мене најквалитетниот наследник на Pink Floyd кој што може да се измисли на музички план, односно од овој албум ќе имаме време само да ја преслушнеме Eulogy и 46 and 2. Потоа се враќам во етер за да ја докомплетирам анализата на Away со одредени спецификации кои што содржи оваа серија. Уживајте во прекрасниот звук на Tool. Вие слушате радио канал 103, ова е 40-тото издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за ТВ серијата Away. За самиот крај на емисијата сакам да продискутирам за одредени спецификации, односно серијата има вметнато титул карта во секоја епизода, која што е искористена како најава, кај што се појавува и исчезнува самиот наслов, суптилно, неприметно, што е минорно решение за отпочнување на епизода. Едвард Звик е режисерот кој што го режира пилотот, тој е режисерот на The Last Samurai, Pawn Sacrifice и Trial by Fire. Тој го воспоставува каков ќе биде односот нели во вселенскиот брод, а каков на земјата, чии што пример го следат Джефри Рейнер, Браун Хјуџес, Девид Бойд и Шарлот Брендстром, кои што снимаат по две последователни епизоди, да не речам целовечерен филм, и финалето го снима Джет Уилкинсон. Музиката ја работи Уил Бейтс, композиторот на Another Earth, I Origins, Pure Genius, Chance, Night Flyers, Rise, Unbelievable, Hillary, The Magician's Crazy, Not Insane, Bliss и предстојните Edge of the World, At War и Hell House. Одличен кога треба да се подигне тензијата со оркестрација и ламентирачки со помош на амбиенталната електроника и synthwave скор, но присутно е и пијаното во овој скор, каде што еден од ликовите го свири во текот на серијата, искористено е како лајт мотив и за самата музичка подкрепа, спој на двата светови, на грандиозност и интроспекција пред се. Во поглед на сценографијата, таа се снима нели во сет направен да изгледа на вселенски брод без гравитација, се снима командниот центар на земјата, се снима во болниците и во домовите на ликовите и неколку кадри кај што диве бунтовната тинејџерка, како и самото стапнување на Марс, значи се снима со помош на жици за да се долови бестелесната состојба на летот, со тоа што подоцна тие се бришат во пост. Во поглед на кадрирањето забележуваме спори кадри нели во бестежинскиот простор, нели мора да ги има исто како и широките планови на за волуменозноста на вселенскиот бескрај, но се доловува и клаустрофобијата во тесниот простор во крупни планови на ликовите кои што се постепено нели се оддалечуваат од разумот. Има впечатливи кадри кои ќе останат во сеќавање, засилени со помош на визуелните ефекти. Брайан Пирсон, кој што го знаеме како кинематографер на I'm Legend, American Mary, Sea, Final Destination 5, подпомогнат е од Девид Бойд, Тимоти Ей Бъртон, кој што ја работат фотографијата, а гравитацијата нели како што напомена се победува со помош на снимање на жици. Со поглед на монтажата, со оглед на долгото време трајање на епизодите, Питер Форслунд, Дана Гаспарин, Филип Джей Маклофлин и Анджела М. Катанзаро имале тешка задача да ги подредат драматичните епизоди да не натежне патетиката, ниту пак исклучиво да се склони на акција пред извиците самите космонаути, така што се трагало по некаков си свој виден баланс, иако натежнува мелодрамата во оваа серија. Поглед на костимографијата и шминката, космонаутите се користат нели скафандери за шетање низ вселената, додека пак земјаните се облечени во облеката која соодействува за тековните збиднувања. Во поглед на денешницата се разбира, во поглед на природното има халуцинации кои што доаѓаат на сцена кога се дехидрира, но сето тоа не е постоечко. Нема во земјани на бродот. Во поглед на хуморот и еротиката има досетки кои рускиот космонаут ги вметнува во секоја реплика, но хуморот преживува само на исклучиво на неговите диалози, останатите диалози се суопарни за овој елемент. Еротика скоро и да нема, иако има обид нели на пламнување на страста помеѓу космонаутите,
кое е спречено пред да настане аварија, не е искористен добро овој елемент, барем не на земните пространства во минатото, на пример. Поглед на ефектите визуелни има во изобилие, со оглед на тоа што лебдат работи во обестежинскиот простор во леталото и се оди во надворешноста за да се поправа вселенскиот брод. Има и игра со светла кои сигнализираат алармантност, така што има бројни визуелни ефекти, што и ја чинат самата серија во поглед на флешбек секвенци има на земниот живот, slow motion, има се разбира во вселената, сон имаат космонаутите под пресија и халуцинација кога нели ќе им снема вода. За жанрот станува збор научно-фантастична мелодрама со кратки акциони, па дури и напнати хор секвенци, но доминантна флоскула е напоменатиот хибрид помеѓу мелодрама и научна фантастика. Поглед на стилизираниот јазик се зборува на кинески, индиски, гански, руски и англиски со американски, британски, мај секаков нагласок. Поглед на недостатоците, предолгото време траење воопшто на самата сезона, секако дека е одбивен фактор, но тоа дозволува подобро да се запознаеме со лековите, може би премалку акција има во која би се довеле во загрозување на сопствениот живот и потреба од повеќе насилни ситуации за да се разбуди нели гледачот. Сепак ова се преодредени типизирани ликови на кои им се препишува некаква хуманизација, но серијата е пребезбедна за да остане запамтлива барем на некаков визуелен чин. Во поглед на континуитетот и покрај времетраењето, мислам дека е задржан, затоа што секоја епизода е филм сам за себе, со една главна проблематика во леталото, која паралелно се одвива нели со случувањата на земјата. Поглед на градењето на ликовите, иако тие се типизирани космонаути, на сите им е дадена приказна која ги врзува со теговите од минатото на земјата и некој разработен повеќе, како ликот на Хилари, а некој помалку, како ботаничарот, например, од Гана или Индусот, иако сите имаат значајно минато од кој погледнуваме еден сегмент поглед на адаптацијата, потенцирам дека се работи за инспирација водено написот на космонаутот и неговите доживувања издадени за Esquire, поглед на референции, секој космонаут си промовира собствен сегмент од културата од која што доаѓа, а слични серии се Night Flyers, Mars, Lost in Space, Origin, The Expanse, For All Mankind, Ascension, Dark Matter, Firefly, Battlestar Galactica, Missions, Travelers, Defying Gravity, The First, потоа Challenger, The Final Flight, Tales from the Loop, Salvation, а на рамнична мелодрама Parenthood и This Is Us, како и филмовите Ad Astra и Контакт. Поглед на атмосферата забележуваме исчекување на која што е содржајна, значи атмосфера на тензија која што е споро горечка, во поглед на гледливоста таа е загарантирана, убедителноста е постигната со актерската изведба. Во поглед на епилогот, екипажот конечно пристигнува на Марс, меѓутоа прашањето е како ќе се врати назад. Во поглед на еволуцијата од мене има 8 од 10 оценка, сосема заслужена, поради мелодрамата која што е соодветно одработена, да имаше порадикални решенија и да беше драстично загрижен животот на екипажот, кој ќе бараше поголеми жртви и морални дилеми, ќе имаше и поголема оценка. Сега ова е солидна 8. Во втората сезона било предвидено екипажот да најде некое непроценливо богатство на Марс, кое што ќе даде сосема нова димензија на мисијата Атлас, односно тоа е профитот. Тука национализмот би излегол на преден план, без разлика на тоа што нели првата сезона се обидуваа да ги потиснат националните тенденции да се создаде космополитизам. Во втората би бил ставен на тест поради изнаоѓањето на богатството. Сега приватниот сектор ќе се инволвира во мисијата и ќе се изместат нормативите, бидејќи цела сезона би била на Марс. Прашањето е како би се вратиле. Сега замислена е како серија од 3 сезони, првата да биде летот за Марс, втората престојот на Марс, а третата престој на Земјата, односно прескокнувајќи го летот назад, затоа што поинтересен им бил процесот нели на реинтеграција по отсуството од 3 сезони на космонаутите на Земјата, затоа што нели децата растат и животот на Земјата продолжува и не запира, без разлика на тоа тие што не се космонаутите што не се присутни на не. Сето тоа нема да го дочекаме и да го погледнеме од серијата Away, се додека не се вразуме од Netflix и не ја продолжат или не биде откупена од некој побогат, може би, за да ги инвестира тие 50-60 милиони кои што се потребни за снимање на втората и снимање пред се и на трета сезона, евентуално, ако ова е планот на оваа серија.
Така што тука ќе ја завршиме емисијата со тоа што ќе слушнеме музика од самата серија, која што ја компонира Will Bates, така што ќе слушнеме композиција The Atlas Crew, лансирањето и Cracking Up, како малку потензични композиции за самиот крај на емисијата. А вие го слушавте 40-тото издание на ТВ103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализира погодностите и недостатоците на првата сезона на ТВ серијата Away. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.